Mar, вашата мајка почина пред 2 години. Тогаш вие и вашето семејство дадовте согласност да се донираат двата бубрега од вашата мајка. Тогаш, а верувам и сега, се уште предпоставувам дека ви е тешко да зборувате. Но можете ли барем малку да го споделите вашето искуство, да ни кажете како се решивте на ваков чекор? Искрено, навистина не бев подготвена за такво нешто, бидејќи кај нас не е толку транспарентно органо дарителството и кога губите некој близок, не ни помислувате на такво нешто. Тешка е одлуката и сознанието дека тој близок го немаш повеќе, дека нема никаква надеж повеќе за него. А одлуката да донираш навистина не е тешка, затоа што тамо надвор има луѓе, нечи деца, родители, ќерки, синови, кои што животот го живеат секој втор ден, не секој ден како нас, туку буквално секој втор ден, бидејќи го живеат денот кога не се на диализа. И верувајте, и после 2 години во ниеден миг не сум се покајала што на некој човек му дадов шанса да го живее секој ден од неговиот живот. Каква беше вашата реакција кога ви јавија дека има срце кое што одговара на вашиот татко? Може ли да ни кажете како се чувствувавте во тие моменти? И може би за време и по завршувањето на самата интервенција? Утрината кога ми се јавија од клиниката за кардиохирургија, мене ми известија дека треба татко ми да иде на контрола. Не ми кажа за што све се работи. После по разговорот со мене му се јавиле директно на татко ми да му кажат дека може би имаат донатор кој со соодветни параметри за неговата операција за срцето. Ми се јави мене да ми каже дека е исплашен, дека не ќе доди. Тој момент искрено се чувствував многу среќен, исплашен, но воедно и тажен поради тоа што знам дека некој веќе го загубил својот живот за да се спаси животот на мојот татко. Се упатив кон него и само му кажав, тоест го прашав дали сака да живее или сака да продолжи да живее со истиот проблем се додека не дојде крај. Он рече дека му се живее и дека сака да се бори. Се упативме на клиниката за кардиохирургија и почнаа подготовките за првата трансплантација во нашата земја. Имате ли нешто што би можеле да им кажете на семејствата кои што се нашле во таква една тешка ситуација да може да даруваат некој орган на друга особа? Истото прашање и до вас, од друга перспектива сепак. Што би им порачале на семејствата кои што со загубата на свој близок би можеле да спасат нечи живот? Секако би им порачала воопшто да не размислуваат околу таа одлука, бидејќи, како што напоменав и претходно, загубениот близок е загубен близок. За него не можеме повеќе ништо да сториме. Меѓутоа, има луѓе за кои што навистина можеме многу да сториме. Би им препорачал да не се двоумат, да не размислуваат, да заборават на сите станати работи, него да мислат дека тој орган што тие ќе го даруваат ќе продолжи да функционира. Пошто е примерот на мојот татко. Срцето на Емилија се уште чука. Сакам да верувам дека овој наш разговор, кој што е исклучително емотивен, но ќе предизвика позитивни чувства кај другите и дека ќе придонесе останатите граѓани барем за момент
да можат да размислат дека од секој лош може и да излезе некој добар момент. Нешто што е добро, нешто што е благородно, нешто што е исклучително хумано. Ви благодарам денес што бевте овде и останете со добро здравје и чувајте се.